Екстремно високите температури го вжештија телефонот во итната медицинска помош. Граѓаните кои бараат лекарска интервенција се жалат на дехидрација, главоболки, грчеви во мускулите, замор, како и пад на крвниот притисок. Најранливи се децата, бремените жени, постарите лица и хронично болните, кои не треба да бидат изложени на директна сончева светлина. Граѓаните пак велат дека со шише вода и лесна облека се справуваат со топлината. Што да правиме? Лошо малку, ама ќе помине. Така, дали ги знаете кои се препораките на докторите? До 10 сати си одиме дома. Така е. Избегнуваме да работиме во пладнените часови, особали и навечер само. И тоа. Со топлините никако да ви кажам. Право, јас сум навикната на поладна клима. Јас не живеам тука затоа. Јас сум мучен, жешко многу сакам. Најозбилно ви кажувам. Сега како ќе се затвараме, air condition не пуштам, не можам да отрпам, ме боли главата, ме бола нозете. Македонија се уште е во портокалова фаза. Разладување според метеоролозите може да се очекува дури од сабота кога постои можност за врнежи. Подрачјето на Македонија и понатаму ќе биде во портокалова фаза, односно опасност од високи температури, некаде од 34 до 41 степен. Промена на временската состојба веќе од сабота, со тоа што ќе има во текот на денот зголемување на облачноста. Ќе дува и засилен југозападен ветар. Меѓутоа, во сабота си уште температурата ќе биде доста висока, иако ќе бележи тенденција на опаѓање, меѓутоа со самото тоа што ќе има облачност, дури чувството може да биде и полошо, поспарно. А вистинската промена ќе се почувствува веќе во вечерните, ноќните часови, кон недела, кога ќе има и врнежи од дожд. Освен за граѓаните, овие високи температури негативно влијание имаат и врз земјоделските култури. Агрометеоролозите препорачуваат почесто наводнување. Во оваа ситуација сега најмногу страдаат пролетните окопни култури, како што се ченката, сончогледот, сите оние кои не се покриени со системи за наводнување. Градинарското производство исто така е дел на отворено градинарското производство е дел од оваа состојба сега во која се наоѓаат земјоделските култури. Доколку има услови наводнување. Друг спас нема, разладување во домашни услови, што ги имаме цвеќињата, декоративните растенија, бидејќи да не речем дека 80% се климатизирани просториите каде живееме, тие поедноставно и подобро ја преживуваат целата оваа ситуација, меѓутоа онаму каде што нема такви услови, наводнување, само наводнување. Лекарите препорачуваат да не се излегува без потреба во период од 11 до 17 часот. Работодавците имаат обврска да го реорганизираат работното време на своите вработени и да ги почитуваат препораките на надлежните институции.